Енергетската криза го зголеми темпото на енергетската транзиција и инвестициите во обновливи извори ја намалија значајно цената на електричната енергија преку ден, со што се создадува услови за домаќинствата да може да користат поевтина електрична енергија преку ден, посочи Марко Бислимовски, председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на трилатералниот состанок на Асоциацијата на медитеранските регулатори на енергетика. Бордот на регулатори на енергетската заедница, како и Советот на европските регулатори за енергетика. Дневна ефтина тарифа ќе стартува во декември. Граѓаните ќе можат да ја користат во периодот од 13 до 15 часот и секако останува на сила и ноќната ефтина тарифа од 22 часот до 7 часот изутрина. Нашата држава, како и цела Европа, се соочи со енергетска криза, но беше мотивирачки кај сите и се започна со интензивен циклус со инвестиции во капацитети што произведуваат струја од обновливи извори на енергија. Ние тоа го нарековме Елдорадо на инвестиции во обновливи извори. Изјави Бислимовски. Во периодот на енергетска криза во Македонија за 20% се зголемени инсталирани капацитетите, со што состојбата во енергетската сфера е релаксирана. Увозната зависност од традиционалните нотирани 30% увоз на електрична енергија, процентот е преполовен и сега изнесува 15% во првите неколку месеци од годинава. Следен чекор е да се редизајнира помошта кон ранливите категории и значајно да се зголеми на оние лица на кои им е потребно, посочи Бислимовски. Бислимовски ја презентираше иницијативата со која ранливите категории треба да добиваат повисока помош за сметките за топлинска и електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика неодамна на 35-тото генерално собрание стана полноправен член на Медрек, која обединува 27 земји членки кои припаѓаат географски на медитеранскиот регион.